Се разгледува можноста камионџиите да бидат третирани исто како пилотите и машиновозачите. Ова им било кажано од Европската комисија на министрите од Западен Балкан на денешниот онлайн состанок. Тоа значи дека има опција и транспортерите да бидат изземени од електронскиот систем и додека работат да не им се бројат деновите како да се на шетање. На состанокот, освен министерот за транспорт Николовски, присутен бил и првиот човек на МВР Тошковски, како и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Во очекување на трајно решение, Николовски додаде дека е потребно Европската комисија реално да го идентификува проблемот со транспортниот сектор и непречениот транспортен тек и во најскоро време да имплементира соодветни мерки кои ќе обезбедат предвидливост и непречена работа на транспортните компании кои работат во меѓународниот патен сообраќај. Добра вест е и тоа што воведувањето на биометрискиот електронски систем за влез и излез од Шенген, наместо во април, се одложува за септември, што им дава дополнително време и простор и на превозниците за да работат, и на надлежните за да преговараат. Во меѓувреме се формира работна група на експертско ниво која веќе следната недела треба да се состане и да ги материализира заклучоците од денешниот состанок на високо ниво. Ова е втор состанок на оваа тема откако минатата недела во Брисел се одржала подготвителна средба со амбасадорите на Балканската шесторка. Транспортерите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора минатата недела 4 дена ги блокираа граничните премини. Се пожалија дека правилото за престој од максимум 90 во период од 180 дена за нив не е применливо. Европската комисија усвои нова визна стратегија која остави простор за промена на ова правило за камионџиите, пошто блокадите беа отстранети. Мартин Арсов, Сител телевизија.